Изграден во 1999-та, легализиран во 2005 година. Објектот каде се наоѓа дискотеката Пулс, каде вчера избувна фатален пожар кој резултираше со човечки жртви и над 100 повредени, никогаш не побарал елаборат за противпожарна заштита, покажуваат документите на Дирекцијата за заштита и спасување. Тоа значи дека дискотеката не работела согласно закон. Директорот вели дека за едно правно лице да функционира согласно прописи и закони, мора да поседува ваков документ кој Дирекцијата за заштита и спасување никогаш не го издала за овој објект. И разгледуваме целата документација по однос на објектот. Имаме информации дека е изградено на 99 година, значи дека е легализиран 2005 и нема, до сега ние не увидовме во нашата документација дека постои нивно барање за елаборација. Двајца инспектори од оваа институција соработуваат со останатите за да се увидат точните причини за избувнување на пожарот. Кој објект е должен да поседува соодветни уреди, инсталации и опрема за заштита од пожари и експлозии. Кои видови се предвидени во елаборатот за заштита од пожари. Значи елаборатот прикажува целата фотографија кои уреди треба да ги има еден објект. Значи, покрај ова, правните лица се должни за објектите да имат донесено план за заштита и спасување. Според информации на сите од дискотеката Пулс во моментов нема ниту важечка лиценца за работа. Извори од истрагата велат дека дискотеката оперирала со фалсификувана лиценца. Министерството за економија последната дозвола за работа им издала на 13 март 2023 година во важност од 1 година. Исто така сметката им била блокирана, па се поставува прашањето како продавале пијалоци и услуги за време на забавите. Оперативниот безбедносен план кој мора да го поседува една функционална дискотека или кабаре налага дека овие објекти мора да имаат најмалку 2 излези. Во оваа дискотека имало само еден влез и излез, што значи дека е прекршен и овој дел од преписите. Од видеата кои кружат на социјалните мрежи може да се забележи моментот како настанал големиот пожар. Повеќе искри од пиротехника се пренесуваат на сценографијата во дискотеката, пошто за неколку секунди избувнува огромен пожар. Пеачите во моментот кога забележуваат дека пожарот интензивно се проширил, извикуваат на присутните веднаш да ја напуштат дискотеката. Согласно законот, за да работи ноќен клуб во Македонија, неопходно е да се обезбедат неколку основни дозволи и лиценци. Дозвола за градба и употреба. Оваа дозвола се добива од општинските власти и потврдува дека објектот е изграден и се користи согласно техничките и безбедносните стандарди. Дозвола за заштита од пожари ја издава Министерството за внатрешни работи и обезбедува дека објектот ги исполнува барањата за заштита од пожари, вклучувајќи ги потребните уреди и излезите за итни случаи. Лиценца за послужување алкохолни пијалоци. Оваа лиценца се добива од Министерството за економија и овозможува послужување алкохолни пијалоци во објектот. Во зависност од специфичните карактеристики на ноќниот клуб и услугите што ги нуди, може да бидат потребни и дополнителни дозволи и лиценци. Важно е да се напомене дека сопствениците на ноќните клубови првенствено мора да се консултираат и со локалните власти за да бидат сигурни дека сите законски и регулативни барања се исполнети пред започнување со работа.